Не ми се верува, значи не ми се верува. Што не ти се верува, бе? Гледај бе како вандализам бе ги кршат овие контейнери за посебен отпад. Кој ги крши, бе? А вие младината, медиумите уваат загрижувачко однесување на младината. Види, значи, гледај ова, што е, ова е вандализам. Знам зошто го прават тоа. Зашто го прават? Ги иритираат боите. Значи, немој со боите пак. Ме си 100%. се сфагал за тие бои, само боите, па боите... Значи, ги гледам. научно е докажано дека некои бои создаваат агресија кај младите луѓе, слушај ме ти ме. Па исто и алкохолот. И тоа е научно и практично докажано. Не знам, не сум пробал. Ама ако не се боите, што би можело да биде? Па не знам, ви јас се мислам. Знам. Што? Биле у кино, гледале филм со Брус Ли и на кај дома на улица се понашале као Чак Норис. Да. Па ние така ги кршевме исто, ама нашите беа метални. Мада, види сега, не е тоа, одамна не се пуштаат филмови со Брус Ли и со Чак Норис. Стварно? Не се пуштаат одамна. Штета. Видиш, зошто го прават тоа? Зошто? Не знам, мислам цело време што би можело тоа да биде. Не ми тоа ќе убава, што ги тера. Стварно не знам зошто го прават тоа. Не знам ја човече. Ама не. Мислев на една работа, ама не е тоа, не може да е тоа. Нема шанси во денешно време да е тоа. Што бе кажи, што би можело да биде? Домашно воспитание, недостиг на домашно воспитание, тоа е. Не може да е тоа, стварно управо си. Мислам, глупо е тоа да биде, стварно е денеска да немаш Нели, домашно во воспитание. денешно време, Тоа е време, стварно башка да нема. срамота е. Срамота е да се нема домашно воспитание. Бе, знам што е. Што? As this. Не. Сакаш да кажеш дека оваа пејачката од Бугарија доаѓа навечер и ни ги крши контейнерите, Не тропај нешто за глупости. инак? Не Азис. Аздис. Аздис ти е стар македонски збор за некој што се возгордел, па побестел, па искршил се што му дошло на патот. Како убаво го кажа. А А што е чаре за тој аздис? Па чаре е да е казниво со закон, како во некои земји на светот. Таму е казниво со закон дури и неодговорно оставање на отпад. Опа, значи некој пак гуглал овде на тема мрчење и слично. Па така? гуглал малку, заразно е. Кој е заразно? Па тоа, животна средина, загаден воздух, Нели? екопатроли Нели? и се пренесува исклучиво со мрчење. Мрч екологија. Мрч загаден воздух. Еко-френдли? Мрч екопатроли. Нула отпад. Ова лето се појавија неколку снимки од вандалско однесување во јавен простор наменет за деца. Мислам дека сите одлучивме дека тоа однесување треба да биде санкционирано и казното, ама јас не слушнав дека некои ствари се казни. И затоа, после 5 месеци, се случи истото и во реновираниот простор пукаа петарди, се тепаа, што се не. Види, тоа се повторува постојано и мислам дека ние постојано читаме за тоа повесниците, на медиумите, на интернет, а мислам дека сме дури сведоци и со сами очи можеме тоа да го видиме на нашите улици. Види, во лето поготово е невозможно да трчаш, да се рекреираш некаде, а да не налеташ на остатоци од храна, фрлени, искршени шишиња, стаклени шишиња, искршени пластика, пикавци, измет од миленичињата, ама дури не само од миленичињата, ме сваќате што сакам да кажам, да не бидам безобразен вака на телевизија. Знаеш како? На крајот од денот, дури и ќе налеташ и на искршени континери,
као многу да ги имаме, па сега уште да ги кршиме. Мислам дека е крајно време да се преземат некакви мерки околу тоа. Се согласам. Да, веќе кога сме кај контейнерите, доволно добро знаме дека во Скопје има поставени контейнери за стакло, пластика, хартија, кои што се за жал главен таргет на хулиганите. А сега последната година ништо посебен мерак имаат спрема оние контейнери за ситен електричен електронски отпад и батерии. Не, мислам, тоа е крајно безобразно од младата генерација. За овие електронски контейнери, нешто повеќе ќе ни каже нашата драга гостинка Билјана Костадинова. Билјана, добро ни дојде во уште една епизода на Агенда 21. Добро најдов, секогаш пријатно во ваше друштво. Вака, за почеток би сакал да те прашам, да ми одговориш на прашањето кога почнавте и што е тоа што ве натера да работите баш со ваков отпад и колку отпад собиравте на почетокот, а колку отпад собирате денеска? Така, почетоците за 2013 година, кога беа донесени законските рамки за управување со отпад. Најпрво почнавме со батериите и акумулаторите, прво се донесе тој закон, а 2 години подоцна, 2015 година, започнавме со електронскиот отпад. Ние буквално бевме пионери во оваа дејност и го пробивавме мразот и први ја промовиравме идејата за примарна селекција на отпад кој е најбрзо растечка категорија од количински аспект и е отпад кој што е по дефиниција опасен и проблематичен заради состојките кои што ги содржи. Така што од 2013 наваму континуирано делуваме. Во однос на бројките на собрани количини се разбира и очекувано е да има нагорен раст. Еве, ако 2013 почнавме со 2 тона собрани преносни батерии, денеска собираме годишно нешто повеќе од 25 тона батерии. 25 тона. Од 2, денеска сме 25. 2015 ако собравме 200 тона електрична опрема отпадна, денеска собираме нешто повеќе од 2500 тона на електрична опрема. Така што со развојот на технологијата, но и со подигнување на јавната свест и промовирање на оваа идеја, резултатите се повеќе од очигледни. Доста голем скок во бројките, од 2 милиона на, како рековте, 25. Од 2 тона на 25 тона и од 200 тона на 2500 тона. Се движиме по еден зелен тек кој што станува помасовен, побрз и што повеќе граѓани ни се приклучуваат веќе и организации, целото општество веќе се гради таа еколошка култура која што мора континуирано да се работи на неа, нема краткорочни резултати, сега работиме па правиме пауза, туку само со континуирана работа се постигнуваат овие резултати. Преку ноќ никакви промени не можеме да направиме. Да, точно така. 070-236-000, еве и тука е напишано, еколинијата на која што може да се јави било кое физичко лице или фирма, за да дојдете да го подигнете електричниот електронскиот отпад кој што веќе не се употребува од нивните домови и канцеларии. Дали може да ни кажете какви искуства имавте од оваа линија? Па веќе со подолги години еколинијата функционира, да ни речеме од самите почетоци, и таа си бележи свој пораст, да кажем дневно дека можеби повеќе од 30 повици имаме за преземање на електрична и електронска опрема, се презема од целата територија на државата. Граѓаните веќе ја знаат и е достапен сервис на бесплатен и безбеден начин некој да дојде дома од вашиот дом и да подигне она што не ви е потребно. Тука се излегува во пресрет на оние постари, повозрасни, болни, изнемоштени луѓе кои што едноставно не се во можност, посебно тие габаритни уреди како фрижидери и шпорети, ниту имаат возило и начин како тоа да го направат. Едноставно ќе се јават, треба да отворат врата и доаѓа екипа која што целосно го презема уредот и го доставува на рециклирање. Овие контейнери за батерии сите ги знаеме, сите ги имаме видено во канцелариите, во школите, во салите. Сакам да ми кажеш, овие контейнери, електрични контейнери што се сместени надвор, за што служат? Така, овие зелени садовики кои што ги спомна се за отпадни батерии, ги има во сите поголеми маркети, молови и училишта. Како што може да забележиш, овој сад е веќе повеќе од половина полн и еве и во ова училиште можам да ги пофалам дека годишно по 3 пати го празниме овој сад, тоа го прават децата, така што тие се нашите екоамбасадори кои што очекуваме да направат промена во еколошката свест. А овие контейнери зелени се наменети за ситен електронски отпад, односно се што има кабел или батерија, а е со големина на некоја, не знам, средна големина на принтер, може да ја собере тука. Ние сите велиме
треба да селектираме, треба да рециклираме, меѓутоа за да можеме тоа да го направиме, треба да имаме каде и како да го направиме тоа. Односно на граѓаните треба да им понудиме достапен сервис за да можат тие да рециклираат. Токму овие контейнери се наменети за тоа, брендирани се со сите со сликички каде што може да се види што се може да припадне тука, а би сакала да кажам и што се не треба да припадне тука. Тука не треба да припадне отпадот од нашите градини, отпад од облека, комунален отпад, стакло, хартија, пластика. Значи тука треба да припаѓаат само работите кои што работеле на струја некогаш, а повеќе не работат. Убаво спомна облека. Мислам дека Сити имаме забележено контейнер што е во кај Сити Мол, надвор од Сити Мол. Има зелен контейнер и контейнер за облека, кај што треба да се остава за деца на кој што им треба. И двата контейнери се полни само со облека. Кога отидовме да го отвориме контейнерот за да направиме празнење, само што отворивме вратата и испадна огромна количина на облека. А интересно е што се поставени еден до друг и обележени кое за што е. Така што, иако имаме очигледни резултати за развојот на еколошката свест, сепак мора континуирано да се работи и да ја промовираме идејата зошто треба да го правиме тоа. Кико некако веќе го постави прашањето што сакав да ве прашам, но зошто на пример не би можело да се постават овие контейнери внатре во моловите, да речеме, во некои од поголемите молови кои ги имаме? И имате ли некакво искуство, да речеме, некаква да направиме споредба со другите земји на Балканот? Така, овие контейнери првенствено беа замислени и наменети во надворешни услови да бидат поставени, односно, еве кога ти од твојата зграда во близина на твојата општина каде што живееш, како што ќе имаш простор каде да го фрлиш комуналниот отпад, во непосредна близина да имаш и ваков контейнер, каде што да речеме имаш еден миксер расипан или мобилен телефон, сега да не чекаш на еколинијата за еден миксер да се јавиш да дојдеме да го земеме, зошто не би имале можност во непосредна околина каде што живееш, кога ќе го фрлаш комуналниот отпад, да го фрлиш и миксерот, тостерот, сите тие мали уреди кои што со текот на времето се расипуваат. Меѓутоа, имавме некои проблеми со поставувањето на контейнерите надвор. Бидејќи ми напомена надвор, се соочивме со два проблеми. Првиот беше вандализам и деструктивно однесување. Во првата општина каде што го поставивме првиот контейнер, веќе следниот ден беше превртен и поставен на сред улица. Така што имаме некој деструктивен порив како општество, не само кога станува збор за екологија, туку за се околу нас, дали игралишто за деца, дали било каков имот кој што е наменет за граѓаните и направен за да служи на граѓаните, не гледаме од каде би имала потреба за тие да се уништат, да се демолират или зошто би се оставил едноставно на сред улица да загрози нечи живот и едноставно да се уништи нешто што е наменето да служи за нас. Тоа е првиот проблем и затоа почнавме да ги поставуваме сега. Сменивме тактика, почнавме по училиштата да ги поставуваме, како што е поставено и тука, и резултатите се поголеми. А за внатрешни услови, тоа што ми напомена, во другите земји го има истиот принцип. И надвор има и контейнери внатре, меѓутоа разликата е, мислам дека во доследно применување на законите и постоење на санкции. Кај нас немаме контрола на терен и тоа вандалистичко однесување некако поминува неказнето и продолжува во континуитет во сите сфери на живење, не само кога станува збор за екологија. Така да она што можеби нас недостасува во споредба со другите земји е таа контрола на терен и санкционирање на недолично однесување. Ја би додала и таа екосвест која што имаме чисто за зачувување на природната средина, на општо на средината во која што живееме. Така, еколошката свест го дава другиот проблем со кој што се соочивме, а тоа е неселекција. Во контейнерите се наоѓаше се и се што, и облека, и стакло, и хартија, дури во одредени населби од градината отпадот што чистеле го ставиле во контейнерот и по неколку дена истиот беше запален. Што е огромна опасност, натре има батерии, има електричен отпад. Значи, имашме и таква случка, сено ставено во контейнерот и после запален контейнер. Така што тоа се некои работи со кои што мораме да се бориме во нашето општество, но и мораме да предвидиме санкции. Се што е убаво да се пофали, да се промовира, но и не смееме да дозволиме недолично однесување кое што би се провлекувало. Мора да има санкции. Баш и во минатата епизода зборевме со Филип од Пакомак, истото го зборевме дека мора да се имаат
санкции зашто вака Мора да имаме малку поголема контрола. Точно. Некои вредности кои што можеби со текот на времето се измениле, треба да ги вратиме во колос. Да, а доколку правилно не го одлагаме во отпадот, може ли да ни кажете кои се последиците? Така, овој отпад навидум делува како нетоксичен, меѓутоа станува опасен кога со него нема правилно да се постапи. Ако го фрлите овој отпад измешан со комуналниот во обичен контейнер, тој ќе заврши на депонија. Разнишен од временските околности, дожд, снег, отровните хемикалии кои што ги има во себе, можат да истечат и да навлезат во подземните води, ќе навлезат во синџирот за исхрана и се знае каде доаѓаат, на нашата трпеза, преку нашата храна. Болестите се многу и опасни по здравјето на човекот, последиците се фатални. Од тука со мал правилен чекор правиме многу, а мал погрешен чекор не чини многу. Така што едноставно кога имаме достапен сервис од 2 контейнери, секој за посебна намена, да ги фрлиме работите на правилното место. Не чини ништо, ниту бара нешто посебен труд, само да ги фрлиме и да бидеме одговорни за отпадот кој што ние самите го создаваме. Значи, во последно време многу се зборува за фотоволтаици. Можеш ли да ми кажеш нешто повеќе за нив и за тоа каде тие завршуваат после нивната употреба и што всушност се случува со почвата, бидејќи нели имам читано дека почвата после таа употреба веќе станува мртва почва, се нарекува мртва почва и не е добра за користење. Што точно? Така, фотоволтаиците се дел од законот за управување со електрична и електронска опрема, а сите знаеме дека соларната енергија е во подем. Таа денеска генерира дури речи се 4% од вкупната електрична енергија генерирана во светот. Така што имаме многу придобивки од користењето на соларната енергија, меѓутоа треба да ја согледаме и темната страна на оваа зелена енергија. А тоа е проблемот кога овие фотоволтаици, моментот кога тие ќе станат отпад. Тие имаат некој животен век од 30 на години, се подпираат на кристален силициум, кој што не е проблем да се рециклира, може да се рециклира, меѓутоа за да се зголеми електричната ефикасност на овие панели, се додаваат метали како олово и кадмиум. Тие го прават процесот на рециклирање многу потежок и исклучително скап, и од друга страна да не ги заборавиме поразителните ефекти на овие метали врз здравјето на луѓето. Оловото е погубно по централниот нервен систем кај човекот, а кадмиумот има изразено канцерогени својства. Така што не само нашето општество сега се соочува со овој проблем, како што општествата се навикнуваат на овој подвиг кој што е за пофал панели, така се соочуваме и со зголемување на проблемот со голем отпаден соларен проблем. Со тоа што се прават некои предикции дека околу 80 милиони тони до 2050 година ќе имаме соларен отпад, кој што нема магично сам по себе да исчезне. Од тука ВООД и општествата, и кај нас, и во светот и поразвиените, ВООД треба да ги решаваат работите од 2 аспекта. Едниот да обезбедат капацитети соодветни за рециклирање на овој вид на отпад, а од друга страна пак се враќаме на она доследност проведување на законските регулативи. Нашиот закон вели секој оној кој што увезува соларни панели и фотоволтаици треба да плати еколошка такса, која што ќе ги подмири трошоците за рециклирање на тој уред моментот кога ќе стане отпад. Така да сите тие што увезуваат треба да бидат дел од колективен систем и да платат еколошка такса. Така да законите треба доследно да се почитуваат, обврските секој да ги исполнува и да се вложува во капацитети за рециклирање на овој проблем отпаден кој што од количински аспект ќе биде многу голем. Така, и Билјана, за крај, дали имаш некој совет, некако да не советуваш како ние младите да не правиме толку многу електронски отпад? Така, Кеко, ја прво сакам да ви се заблагодарам што сте наши партнери во мисијата за подигнување на јавната свест за примарна селекција на овој отпад. И би рекла, вие младите ја користите технологијата за поврзување, за едукација, за дружење, за професионална реализација, така што кога ги користите овие уреди да се грижите за нив, а кога ќе се расипат да одлучите правилно да постапите со своите уреди. И би рекла дека вие треба да бидете промената во светот која што сакате да ја видите, но и да бидете активни критичари кога ќе видите дека со работите не се постапува како што треба и вие да бидете тие кои што ќе ни донесат убави работи во иднина.
ти благодарам. Благодариме што бевте денешен гостин и се разбира благодариме што сте веќе 4 години наша пријателка. Задоволството е наше, ви благодарам на сите. Благодарам уште еднаш. Имаме рачка, ја симнуваме Добро. рачката и ги ставаме уредите тука. Добро, еве на пример да може речеме тоа да ова се не. стави. Овие ќе ги ставиме Ето пошто така. се вакво. И сега го Чао. Бај отпад. Чао, и отпад. бај отпад. Користете ги зелените контењери за електричен и електронски отпад и батерии. Време е конечно да научиме. Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Добро бе, зошто не се ослободиш од овој отпад? Зошто? Ова било отпад, пази што збориш. Ова за мене никогаш не знаеш кога може пак да ти притреба. Тоа е токсичен отпад. Ако може не изгледа така, ова е многу отровно. Сакаш да се јавам? Нула отпад. Што е тоа нула отпад? Тоа ти е компанија во Македонија која се грижи за електричен, електронски отпад и за батерии. Ти се јавуваш и они доаѓаат и ти собираат све. Се. 070 236 000. Ало, нула отпад. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Зелен е како кругче и има сликичка со батерија. Немаме во играчка, ама во далинско да. Батериите внатре имат како каде што има внатре нешто. Ние во школа имаме контејнер, кога ќе најдеме батерии на отпадот, ние ги земаме и ги фрламе во таа контејнер. Сум видела контейнери за батерии, стари телефони расипани, стари компјутери, таблети стари. На голема метална кутија кај што се фрла ѓубрење. Исто некако нешто на дзица лепено, има стикери од тоа. Ѓубрето го ставаме во точен контейнер за батерии. Пример, ако се разибе таблет, телефон, телевизор, се фрла и тоа електронски отпад, дека некој електроника. Мислам дека нашиот народ не е доволно свесен за тоа колку е битно да се рециклира. Никој не се собере и не рециклира.
никој нема доволно време да посвети време да ја помогне на планетата. Да се спроведат мерки, да се воведат казни за тие што не рециклираат. Да се обидеме помалце да фрламе ѓубре надвор од кантите за рециклирање и повише да рециклираме за подобра иднина. Батериите се многу штетни за водата и почвата. Батериите во депониите испуштаат штетни хемикали во нашата земја. Проблемот за електричниот отпад расте многу брзо. Па ја мислам дека ставаш некој отпад натре и се враќа назад кон нешто што може да се користи пак. Па старите телефони, старите лаптопи и гаджети често пати тие се трупаат како токсичен отпад. Сега ние треба да откриеме како можеме безбедно да се отстраниме од електроника. А кој ти е тебе омилен филм од Брус Ли, да речем? Јас сум поише фан на Чак Норис. Што? Ама и он не ми е фаворит, да знаеш. А кој ти е фаворит? Омар Шариф. Омар Шариф! Овој што играше у Кога паѓаат лисијата, така? Не се брукај. Омар Шариф, што го играше доктор Живаго, Лоренцо да Рабија, Хидалго, Чингис Кан. Омар Шариф. А нема играно он со Брус Ли? За среќа нема играно со Брус Ли. Штета. Омар Шариф и Брус Ли. Брус Ли? Со кого работа ми јаваде? Па баш би бил популарен и би го знаеле да играл со Брус Ли, вака никој не го знае. Се брукаш. Не можам да седам со тебе, човече.